Сега малку ќе се посмириме со оглед на тоа што првата наша денешна гостинка е инструкторка по јога, па не е лошо некоја колективна медитација да ни даде. Добро утро до Катерина, добро утро до Сузе, како сте, мои дами? Одлично. Добро утро, одлично се чувствувам. Сузе, за што ќе зборуваме ова утро? Да, на Светскиот ден на бајката се одржа една многу убава групна изложба Бајката и бајковидното, каде и нашата Кате беше дел од тие уметници кои што се произнесоа бајковидно. Инаку Кате е и твоја колешка, Кате е професор по италијански јазик и магистар по филолошки науки во меѓувреме. Нема место толку да се напишат сите работи на ливче, така? Јас затоа го скратив сето тоа, да. Но знам дека ти ќе продолжиш таму каде што застанав. Благодарам многу. Повелете. Кате, добро утро официјално и од мене. Да, бајката не спои да се внесеме малку во светот на имагинацијата, во светот на она кое понекогаш знае да ни надојде во фантазијата, а некогаш и да ни инспирира за убави нешта. Јас и не знаев, јас те знаев како јога учител, како дама која навистина обединува во твоето студио Делфи многу луѓе, претежно жени, кои што во јогата нашле една силна поддршка, но и не знаев дека имаш ваков убав талент за сликање, во кој подоцна ќе се уверат и нашите гледачи, бидејќи ќе проследиме инсерти од она што се случуваше на оваа групна изложба. Кажи ми, како започна твојата приказна со сликањето? Па токму јогата ги разбуди тие мои заспани таленти, да речам. Кои не си ни знаела дека ги поседуваш, веројатно? Па не знаев, јас уште од дете си цртав. Ги цртав ликовите од бајките и си имав сликовници, нели, во тоа време и многу малечка почнав. И само иницијативно мислам дека и моите родители дури не го знаеа тоа. Во мојата соба си ги цртав и најверојатно тоа не го ни забележале, можеби ќе ме насочеле да речеме во тој правец да го знаеле тоа, но не знам, најверојатно мене тоа ми бил излез од секој и децата си имаат нели свои не знам проблеми, случувања и така натаму и тоа ми бил еден начин на трансформирање таа енергија. И престана, ги чував моите цртежи многу долго време, до прва година, да речеме, не знам дали средно или на факултет не ми текнува, но потоа, нели, како животот оди, си бираме некоја професија што сакаме во тоа време, колку сме биле свесни да избереме. И така како јас го избрав јазикот што многу убаво ми звучи, многу го сакам да го студирам, и не можам се пожалам поред тоа. Но користиш ли италијанскиот јазик некаде? Па во моментов и не толку, но си гледам филмови на италијански, си читам книги. Еден од најубавите јазици, дефинитивно и за говорење, ама и за пеење, морам да признам. Ајде заедно да ги прокоментираме дел од материјалите кои што ти ги испрати, верувам дека режијата ги има подготвено. Да, ова е изложбата, всушност. Ова е една од изложбите, кога бев представена, мислам, со мојот диамант. Да. Ова се мандали, кои што со мандали почнав да цртам, нели, подоцна, и идејата беше да си нацртам нешто за моето јога студио. И така, нели, мандалата како една алатка за медитација, почнав да цртам ете мандали. Ова е техника? Ова е техника, моментално што гледаме, е со златни ливчиња, мешана, значи комбинирана, и акрилни бои. Ова е еден од моите омилени диаманти. И диамантите подоцна ми дојдоа, најверојатно секогаш од подсвеста ми доаѓаат идеите и желбите за цртање. Диамантите, малку ќе зборувам за нив, символизираат нели цврстина и издржливост и вечност, и тоа најверојатно мене претпоставам во тој период сакав да го постигнам. И така да, и не само тоа, има многу символика и доста време се занимавав со нив, затоа што не се едноставни и бараат подолго време. Но потоа, прво мандали, диаманти, и потоа почнав малку некој реализам со девојки.
убави девојки, се надевам, кои што... Ти си мајка на ќерки, тоа е многу својствено. Па добро, јас кога цртам, сакам некоја порака да пренесам и таа е, да, и таа е универзална порака. Таа се однесува нели и на другите полови, не само на женскиот пол. Па да. Меѓутоа жената како убавина, нели, за мене уметноста треба да биде нешто што кога ќе се види таа слика да допре до душата. И да допре убавината што носиме во себе. Дијамантите непрестано излегуваат. Колку дијаманти во човечки облик препознани из годиниве? Има ли такви? Има такви, за среќа се уште. И постојано ми се појавуваат во животот и многу сум среќна и за мене тоа значи дека мојот развој дека стигнал личен развој на ниво каде што можеме да се препознаеме и тие мене и јас нив. Прекрасно. Тоа е навистина многу убаво да го доживее човек и благодарноста е сигурно огромна кога знаеш дека животот ти испратил во такви моментов луѓе. додека го кажав тоа, познавам такви луѓе и многу сум среќна што ги имам во животот затоа што раритета малку во денешно време. Луѓето дури не знаат да се отворат и дури и кога им се кажуваат убави работи, некако не знаат да ги примат. Полесно е да го примат негативниот коментар отколку веројатно затоа што убавината што ја гледаш и што им ја кажуваш. Да, ти верувам. Колку во ова сурово и понекогаш навистина тешко секојдневие кое сите ние го чувствуваме и од кое сакаме ние да побегнеме, ама некогаш не знаеме како, колку успеваш бајката да ја изнедриш од ова сивило? Колку знаеш да се внесеш во бајката? Видовме дека успешна, преубава успешна изложба направивте и ти и уште ред други твои пријателки. Многу точно, имаше прекрасни дела таму. Може, се успева. Јас на сите мои дури практиканти, луѓе кои што гледам дека заглавуваат во некој аспект од животот, јас им препорачувам да се занимаваат со нешто креативно, затоа што секој им тврдам, мене ми викат, ама не знам јас да цртам, ама не знам. Не, креативноста ја имаме како потенцијал сите. Дали тоа ќе биде сликање, дали тоа ќе биде везење, плетење, танцување, значи јас го препорачувам тоа на сите како излез од тие. Не е тоа излез и не е тоа бегство, туку тоа е начин како ние да малку навлеземе во себе и да себе истражуваме, да допреме малку нашето битисување многу слоевито и да допреме до тие длабочини и тие убавини кои што ние си ги носиме во себе, секој од нас, и да видиме дека животот може да има поинаква перспектива, а не само... Еве имаме уште фотографии, имаме и по некој видео, ајде да ги вртиме, да ги гледаме, така е. Тоа е веројатно од последната. Ова од последната изложба, за бајката. Колку вкупно излагачи имаше на оваа изложба? Ова си ти со таа преубава? Најверојатно 40-тина излагачи со Дијана Петкова секогаш заедно одиме на изложби и многу ми е драга пријателка. И некои гости што јас ги поканив да дојдат. Да, преубаво. Имаме доста фотографии, еве затоа и брзо ги се движат за да можеме и да ги искоментираме и ова е навистина нешто што дава. Да, ова се одлучив за поколоритно, да речеме, нешто што носи радост во душата. Предходно имав еден серијал кој што мислам дека уште не ми е завршен, можеби ќе продолжам. Ме инспирираа статуите од Стар Рим, Стара Грција и неколку такви слики може и ќе се појават на екраните, нацртав. Значи тоа беше инспирацијата, меѓутоа додека затоа што некогаш уметникот во текот на процесот тоа одлучува како да изгледа на крај делото и многу тоа го споив со кинцуги, тоа е на јапанска техника која што скршената керамика, за да не оди во, нели, да не пропадне. Во канта за отпадоци, да. Така, во канта за отпадоци се спојува со злато и производот што се добива е нешто многу уникатно и прекрасно и тоа ме поврза со
тоа се пукнатини, нели, што ги гледаме. Со пукнатините во нашиот живот, што ни се случуваат со текот на животот. Не се видливи. Не се видливи, меѓутоа секој ги има. Огромни, да. Така, меѓутоа токму тие пукнатини може да бидат и наша убавина. Како? Бидејќи токму преку тие пукнатини ние многу учиме во животот, тоа се наши најголеми лекции. И јас на таа тема, ја многу сакам тематски јога часови да водам. На таа тема и одржав неколку такви часови, дека токму нашите несовршености може да не направат, може да ни ја... Тоа се всушност нашите посебности, нашата уникатност. Така ме фасцинираше таа тема и ете на таа тема и сликав. Браво. Покрај другото и снимав и медитација. Мислам, веќе имам YouTube канал каде што снимам медитации, луѓето побара, јас тоа го правам од време на време, нели кога имам време и некако ги поврзувам сите овие теми и така. Така, одлично. Јас уживам во твоите медитации, морам да ти признам. Прво има нешто многу смирувачко во твојот глас. И целиот тој вовед кој што го правиш, толку знае да опушти, толку знае да те избалансира и едноставно да ти е убав целиот период после медитацијата и претходно доколку редовно се практикува сето тоа. Токму и сакав да навлеземе малце, барем накратко во јогата, бидејќи доста години постои твоето студио Делфи, колку практиканти поминуваат и колку се отворени да зборуваат за своите слабости. Велат дека најсилната карика на жената е да ја извади незината слабост, да ја сподели и да побара решение за тоа. Точно. Како јога инструктор не е само часовите, значи јас имам комуникација со многу луѓе и за среќа во едно од правилата на Теопуги Штугичев дека не треба ние да даваме совети и меѓутоа да ги ислушаш луѓето и самиот чин тој е лековит. Јас па во мојот личен развој, кога јас сакав да се себе истражувам, завршив и психотерапија, меѓу другото во Белград, тоа беше 4-годишна школа, која што ме научи на таа вештина да ги слушам, да ги наблюдувам и да ги слушам луѓето и дека токму тоа е тој лековит процес и оние кои што сакаат се отвараат пред мене и знаат дека тоа е тука, остануваат, сигурни се, безбедни. И од тие разговори и јас учам, не е само дека тие имаат бенефит, значи тоа е нешто взаемно и се отвараат. Сакаат да се развиваат, нормално, не сите некои доаѓаат на јога заради физички проблеми, меѓутоа сваќаат брзо дека јогата не е само неограничена само на стагнирање на тие телесни маки, да речем, што ги имаат во тој момент, туку дава многу повеќе, дава мир, дава можност за личен развој, себе истражување, поготово со овие мене ми се многу интересни тематските часови каде што внесувам теми на размислување, поттикнувам, инспирирам да навлезат малку подлабоко во нивната слоевитост. Кога веќе ги спомена тие тематски часови кои што сум сигурна дека се многу актуелни, предпоставувам дека таму најчесто ги отварате темите за кои најмногу страдаме, а најмалку зборуваме и најмалку споделуваме. Точно, да. Последната ми беше прегрни твојата несовршеност. Затоа што многу на социјалните мрежи многу се прикажува таа совршен живот, совршени моменти. Секогаш сакаме да фасцинираме некои луѓе кои не ги познаваме, ништо не ни се, ама имаме, прикажуваме моментите кога ние сме ранливи, нели, секогаш кога ни е најубава. И кога другите тоа го гледаат, можат многу да тригираат кај нив. Еве, јас не можам таму да отидам, не сум волку згодна, не сум толку убава, не сум... И си ги гледаат своите несовршености во себе, меѓутоа, гледано пак од страна и од други очи, тие токму несовршености ја прават токму убавината кај нив. Посебноста, оригиналноста. Точно, јас тоа ми беше целта на тој час, на тие часови, бидејќи ги воде во многу групи, да си ги видат тие убавини што ги носат во себе, иако ги сметат за несовршени и мани понекогаш. Но секој човечко битие си има убавина во себе и јас тоа го сакам да го гледам. Сите сме уникати, нема две индивидуи подеднакво исти и секој треба да си ги сака и сите своји
особени, сите си ги сака своите детали, колку и да не се совршени на нашето тело и да работи на тоа, се разбира. Доколку ви се допадна разговорот со Кате, а верувам дека ве има многумина кои што се пронајдовте во нешто, заследете. Ви споменав дека има YouTube канал каде што имате ни прекрасни медитации во кои ќе уживате, а ќе можете и да искомуницирате со неа. Катерина Сековска Ангеловиќ. Ангеловиќ, да. Како гласи точно? Не знам како ме наоѓаат. Тој го крстив Flow and Glow, меѓутоа изгледа не може така да се најде. Па доволно е само твоето име и презиме да го впишат и ќе или го го имам пронајдат. закачано линкот на мој Инстаграм профилот е Делфи Ката со Y Делфи, па таму ми е закачан линкот на YouTube каналот. Ете тоа некако мислам дека од мене за сите, за оние кои што милуваат медитации, кои што добивам голем потврда од сите оние кои што нели ги слушале, да продолжам понатаму и мене ми е навистина задоволство. И да шириш едно смирение, љубов и хармонија меѓу оние кои што можеби и не се во можност да дојдат на твоите часови или на... Апсолутно, така, или да си, еве, ова е for free. А најдобро е да ги посетите и часовите во Делфи, затоа што сум сигурна нема да зажалите. Кате, ти благодарам што ова утро ни дојде на гости да споделиме дел од она што го работиш, дел од она што го живееш и како награда ти дојде бајката и бајковидното и знам дека нема тука да застанеш, ќе има уште многу дела кои ќе бидат инспирирани од се она што го правиш. Рековме, јогата ги отвори портите кои не сме знаеле дека ги поседуваме и сигурно има уште многу невидливи прозорци кои ќе се отворат. Да, па тоа е интересното нешто во животот, што секогаш има нешто ново да научиме. Нешто плюс. За мене тоа е многу фасцинантно и некоја смисла дава нели на животот. Одлично. Ти благодарам многу што ме покани, многу ми е драго и многу те почитувам тебе како човек, како личност и се тоа ти што го правиш и за другите, и за себе и многу ми е драго што бев во оваа емисија. Ти благодарам многу, Кате, обострано е задоволството, Искра. Ништо сузе, штом само тебе те почитува, тогаш ќе игнорирам гостинка. Ви благодарам. Искра. Се шегувам само. Ви благодарам многу и на двете.